реплика пратеничката Лазаревска Жаклина, повелете. Благодарам, подпредседателе. Ќе почнам, колега Стевананџија, со следниот цитат. Образованието е клуч до успехот во животот, а наставниците имаат долготрајно влијание во животот на нивните ученици. Тоа го кажал Соломон Ортес, не вие, колега, не владата поранешна на ВМРО ДПМН е која што ги остави и образованието и наставниците на маргините. И јас не знам како можете да зборувате за нешто сосема друго надвор од ова што сега е точка на дневен ред. Заради тоа што немате што да кажете против овој предлог закон, вие го присвоивте дека тоа е нешто ваше, вие сте го измислиле. Па колега, имавте 11 години да креирате политика во образованието и да се фалите, да кажувате што сте направиле. Ништо не направивте. Ги оставивте наставниците на маргините на преживување, на маргините на работење во субстандардни услови. Во такви услови работат наставниците. А знаете што значи квалитетно образование? Образование во кое што покрај квалитетни реформи, покрај услови за работа, ќе има мотивиран, квалитетен наставен кадар, ценет наставен кадар кој што ќе има само доверба, а не наставен кадар како што вие го стававте на зидот на страмот и секој кој што ќе дојдеше плукаше по наставниците кој што ќе се најде не по нивна вина од тоа екстерно тестирање што го направивте. Сега да се свртам кон ова што се случува, ова што е денес точка на дневен ред. Значи, колега, иницираме, поттикнуваме, ги повикуваме сите квалитетни ученици кои имаат афинитет да своите знаења ги пренесат на учениците. Велам квалитет заради тоа што квалитетот и она што го пренесува наставникот е најважен за учениците. Јас морам да ви кажам дека со овој предлог закон ние всушност само вршиме една мотивација на одличните, талентираните ученици да одат да се определат на еден од наставните факултети, да одат да студираат за наставници по физика, математика, хемија, биологија, да не бегаат од овие факултети. И да сватат дека уште од првата година тие ќе бидат обезбедени со стипендија. Ќе може да се школуваат. Ќе може во своето образование да се надминат оние стереотипи дека во образованието треба да одат оние кои што, например, сакаат, ќе живеат во помизерни услови. Колега, во една година, од септември 2018 до 2019 септември, 10% им се зголемуваат платите на наставниците. Значи, тоа е една мала мотивација дека наставниците ќе земаат и во иднина уште поголеми плати. Само добро платен наставник, само мотивиран и само ослободен од стеги на власта ќе може да даде максимум. Ги повикувам сите сега ученици кои што се матуранти да размислат добро за оваа работа која што ние ја нудиме со овој предлог закон. Ви благодарам.